За оваа 2026 година, германскиот производител на автомобили Volkswagen најави вистинска поплава од новитети, од кои дури 6 нови модели ќе бидат лансирани во електричниот универзум. Веќе започнува годината на турбулентни новини и премиери во брендот. Прв на листата е новиот електричен Volkswagen ID3 Neo, за кого во компанијата велат дека доаѓа со ново име, нов дизајн, нов интериер и нови технологии. Практично се е ново во новиот ID3 Neo. Наследникот на ID3 ја доживеа својата светска премиера со бројни новини и освежувања. По промоцијата на новиот ID3 Neo се огласи Мартин Сандер, член на бордот на директори, одговорен за продажба, маркетинг и постпродажба во Volkswagen. Тој изјави: "Развивме нова генерација на автомобили, базирана на мотото вистински Volkswagen. И во центарот на вниманието на нашите активности секогаш беше константно да создаваме бенефиции за нашите клиенти." Покрај подолгиот домет, моделите како што се ID3 Neo импресионираат со супериорен, безвременски дизајн, кој нуди долгорочно задоволство, висок квалитет за првокласно возно искуство и техничка перфекција на која секогаш можете да се ослоните. Ова е зајакнато и со особено интуитивно работење, кое го прави секојдневниот живот полесен и поедноставен, заврши Сандер. Покрај многуте стандардни системи за асистенција на возачот, како што се Lane Assist, Front Assist, електричниот модел од компактната класа добива и нови функции, како резултат на најновата софтверска генерација. Овие функции покрај другото подразбираат, например, Connected Travel Assist, со препознавање на сообраќајните знаци како опционална опрема, како и возењето со една педала. Дополнително, како и кај сите нови ID модели, можно е сега да се напојуваат со енергија и надворешни уреди, како што се електронски скари, електрични велосипеди или мотоцикли со моќ од 3,6 киловати, која доаѓа од високоволтажната батерија преку користење на Vehicle to Load функцијата. Во поглед на дизајнот, Neo добива нова предница, базирана на новата дизајнерска филозофија на брендот Pure Positive или чисто позитивно, како и нов дизајн на предните светла. Во интериерот забележуваме нов редизајниран кокпит со интуитивни контроли и, интересно, повторно добиваме контролни копчиња. Мултифункционалниот волан е комплетно редизајниран со рамка сплескана на врвот и долниот дел, со јасно структурирани панели со копчиња. Новиот инфотеймент систем има дигитален кокпит со 26 см или 10,25 инчи и централен дисплеј со големина од 32,8 см или 12,9 инчи со исклучително флуидни графики. Според димензиите, новиот ID3 Neo нуди сосема солиден простор и комфорт. Со должина од 4265 мм, височина 1553 мм и широчина од 1809 мм и меѓуоскино растојание од кое сериозно зависи комфорот на патниците од 2764 мм. Новиот и ефикасен погонски систем на ID3 Neo ќе биде комбиниран со 3 расположиви батерии и ќе нуди до 630 км домет според ВЛТП циклусот. Пред продажбата на електричниот модел од компактната класа на Volkswagen веќе е започнат во Германија.
За производителот на луксузни автомобили од Штутгарт, Mercedes-Benz, оваа година очигледно ќе биде исполнета со новитети, нови генерации на автомобили и сериозни освежувања. Поголемата промоција на 4 нови SUV модели во Соединетите Американски држави дојде време за премиера и на нашиот континент. Преку специјален ивент со тест возење во Мајорка, Шпанија, овој април на меѓународната јавност и беше представен и новиот компактен SUV Mercedes-Benz GLB. Mercedes GLB е модел кој е интелигентно креиран да обезбеди простор за 5 или за 7 патници и кој треба да понуди одлични перформанси на патот и надвор од него и без никаков проблем да влече приколка зад себе со вкупна маса од 2 тони. Во понудата на GLB веќе се достапни 3 целосно електрични модели. Основниот модел GLB 200 со моќност од 165 кВт е првиот. Втор во понудата е моделот GLB 250 Plus со моќност од 200 кВт и домет до 631 км во VLTP циклусот. И третиот модел има спортски својства, моќност од 260 кВт и го носи името GLB 350 4MATIC. Моделите GLB 250 Plus и GLB 350 4MATIC како резултат на 800 волтната структура може да се дополнат со домет до 260 км за возилото за само 10 минути на брз полнач. По електричните следуваат и моделите со хай-тек хибридни мотори, кои се веќе достапни за порачка од средината на март 2026 година. Кај нив е вграден нов 4-цилиндарски мотор со зафатнина од 1,5 литри со 3 моќности: 100 кВт, 120 кВт и 140 кВт со погон на предните или на сите тркала. Цената на овие хибридни автомобили почнува во Германија нешто под 47.000 евра. Инаку, може да се нотира дека во новата генерација на GLB има сериозно поголем простор за главите во првите 2 реда, што доаѓа како резултат на SUV кровната линија и панорамскиот покрив кој доаѓа како стандардна опрема во секој модел. Повеќе простор за нозете имаат и патниците во вториот ред, а во багажникот има место за 540 литри багаж во верзијата со 5 и 480 литри за онаа со 7 седишта. Овие перформанси го прават новиот GLB идеален семеен SUV кој покрај урбаните патишта одлично се снаоѓа и надвор од патот, особено со 4MATIC моделите, кај кои електромоторот на предната оска се вклучува секогаш кога тоа е потребно. Кај моделите со погон на сите тркала постои и така наречен Terrain Mode, програма со која возилото најдобро се снаоѓа на земјани и нерамни патишта. Интересна е и функцијата Transparent Bonnet или прозирна хауба, која дава виртуелен поглед под целото возило, што го прави маневрирањето на лош терен исклучително лесно. Сосема логично, во возила од овој тип ќе најдете огромен број на системи за асистенција на возачот, кои ги користат 8 камери, 5 радарски сензори, 12 ултрасонични сензори и компјутер со водено ладење, кој има доволно резерви на моќ за идни функции и over-the-air апдејти. Интериерот го има новиот радикално изменет дизајн со новиот инфотеймент MBUX Superscreen, кој се грижи за максимално информирање и забава на возачот и патниците. Зад неговата голема стаклена површина се сместени 10,25 инчниот екран за возачот, 14 инчниот централен екран, чувствителен на допир, и уште еден 14 инчен екран за совозачот. За повеќе информации или едноставно забавна комуникација во текот на возењето може да се погрижи виртуелниот асистент, базиран на чат GPT-4o, кој во живо пребарува на интернет и ве храни со секоја потребна информација. А благодарение на Google Gemini, виртуелниот асистент може да ви одговори прецизно и за се што ве интересира за навигацијата и препорачаните рути, кои инаку ги обезбедува редовно Google Maps.
што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Кинескиот бренд Leapmotor, кој на европскиот континент работи во тесна врска со Stellantis групацијата, го представи својот нов B10 Hybrid EV, погонуван со новата Range Extender технологија. На европската и светска јавност, новиот хибрид и беше представен на специјален тест ивент во околината на Рим и езерото Брачјано во Италија. Ова е значајна новина за автомобилот B10,
кој како целосно електрично возило, кое ќе се надпреварува во компактниот B-SUV сегмент, им беше представено на Европа и светот кон крајот на 2025 година. Хибридниот систем со Range Extender, или во превод технологија за продолжување на дометот, веќе е познат од постариот сестрински модел C10 на Leapmotor, во кој електричниот систем е поддржан и од 1,5 литарски бензински генератор, која дополнува батеријата секогаш кога е тоа потребно. Моделот има батерија со капацитет од 18,8 киловат-часа, која нуди електричен домет од 86 километри, генератор од 50 киловати и резервоар за бензинско гориво од 50 литри, кои сите заедно нудат автономија за автомобилот од 900 км до следното дополнување. Затоа во Leapmotor велат дека новиот B10 Hybrid EV е идеално решение за оние кои сакаат да ја живеат електромобилноста, но се уште не се подготвени за целосно електрично возило и сериозната зависност од мрежите за полнење. Хибридната EV архитектура на Leapmotor го подразбира хибридниот концепт, ставајќи го електричниот погон во центарот на вниманието и испорачувајќи 100% електрично возно искуство со кое можете да возите на подолги релации без да се оптоварувате со честите дополнувања на батеријата. Новиот систем е дефиниран од 3 клучни принципи, и тоа се: електричниот мотор секогаш ги движи тркалата, продолжувачот на домет или Range Extender никогаш не е механички конектиран со тркалата и неговата функција е да генерира електрицитет додека се вози. Со него возачите може да уживаат во мазно возење, тивки перформанси, веднаш создаден вртежен момент, лесно забрзување без менување на брзини, додека менаџментот на енергијата се прави автоматски, не се бара никаква активност од страна на возачот. Во кабината на B10 имаме модерно обкружување, како да сте во еден голем паметен телефон со 14,6 инчен централен дисплеј со висока дефиниција, кој нуди одлична конективност со Apple CarPlay и Android Auto, како и забава и контрола на возилото. Секако новиот автомобил е опремен со мноштво системи, поточно 17, за помош на возачот, како што се адаптивен темпомат или адаптивен круз контрол, контрола на центрирање во лентата, кој нуди помазно забавување кога се приближувате до свиоци. Новиот Leapmotor B10 Hybrid EV ќе започнува со цена од 29.900 евра во Европа. На крајот да го слушнеме и краткото интервју кое Франческо Джакалоне, шефот на бренд стратегија, продукти и маркетинг на Leapmotor, го даде за време на големото тест возење во Италија. Second chapter of the B10 launch in Europe. This time, Leapmotor B10 arrives on the roads with the hybrid EV powered by Range Extender. The technology that has been already successful on the C10, the elder sister, and is now being deployed on the new car, the C SUV of Leapmotor. These days, media from all over the world are driving the car in the stunning roads around Rome in Italy, reaching the Bracciano Lake and enjoying a coastal drive. This car encompasses all the technology that Leapmotor has put in the car with the 3.5 electronic architecture, with the array of ADAS and support to the drive of every day, while delivering the possibility to drive up to 900 kilometers without charge and without stop for refueling. The car is powered by an electric engine, which transfers the power to the wheels, and the engine is powered only by the battery. The advantage of this technology is that a generator, a combustion engine of 1.5 liter, which is in the car, can, on demand, produce electricity to recharge the battery while you drive, so your journey is virtually unlimited.
The new Leapmotor B10, which is already a success in the battery electric version with the Pro and the Pro Max versions of 56 kWh and 67 kWh, is now available in the hybrid EV version powered by range extender. B10, the perfect family SUVs of C segment, represent what Leapmotor offers today to the modern consumers. Excellence within reach for the mainstream customers, with a technology which is easy to use, a service supported and backed by the Stellantis powerful network, and last but not least, an accessible offer which allow customers of mainstream segment to finally access to electric mobility, and in this case, to a full hybrid powered by range extender technology. New Leapmotor B10 marks the expansion of Leapmotor across the globe. On top of Europe, when it's been launched in September 2025, the car entered Brazil, Chile, South Africa, Asia Pacific, so it's a global car and is extremely welcomed in all markets where we are present, up to the point they represent now the #1 vehicle in terms of customer orders amongst the Leapmotor current offer. From Rome city center through the fantastic roads of Lazio up to the Bracciano Lake, lucky media from all over the world have been testing these days the latest arrival in the Leapmotor family. B10 hybrid EV powered by range extender. A technology that now is available on B10 on top of the full electric cars already on sales since 6 months and highly appreciated by consumers across the globe. B10 hybrid EV, in simple words, is the pleasure of driving electric on a vehicle that allows 86 km on pure electric drive, thanks to 18.8 kWh battery. But when needed, there is a combustion engine that intervenes, recharging the battery and allowing up to 900 km on pure electric driving pleasure. So what to ask more? B10 Leapmotor, our already best-selling car, with now the technology that a lot of people were awaiting, is finally available. Hybrid EV powered by range extender. Hello everyone, I'm Mitja Borgert, the Design Director of Automobili Lamborghini. I have the pleasure today to show you here on my right the Lamborghini Temerario in Alleggerita pack, and on the left side we have the brand new GT3 car, the race car of the Temerario. When we talk about design, my first sentence is always, we give adrenaline a shape. When we started to design the Temerario, of course, #1 was we wanted to create a car full of visual adrenaline, but then a car also that looks immediately like a Lamborghini. And here I need 3 ingredients. First, I have the Lamborghini silhouette, the one that we always interpret in a new way since the Countach. Then we have a cabin that is always recognizable with a strong inclination. Also, this is related to the original cabin idea of the Countach, is characterizing a Lamborghini. And then we are adding all the time, of course, design elements to our cars to characterize the special model. So in the case of the Temerario, we start with the center peak. We have a shark nose, slim front lights, and we characterize the Lamborghini always also by the DRL. In the case of the Temerario, with the hexagon. When we designed the Temerario, we wanted to have a car that is showing the iconic and essential design language of Lamborghini. The surfacing is more human, it's like an athlete that is coming out of the gym, and you see there's a nice physics, there's a nice human touch to the surfacing, nice muscles, but always in combination with the typical sharp lines of a Lamborghini. We always tend to design the cars around the engine because this is the very heart of every Lamborghini. The powertrain is the starting point. We want to show the powertrain like a motorcycle, and we have a lot of inspiration from the motorcycle world. When you look at the rear, you can see exposed tires like a Countach or like a Lamborghini should look. Also, the hexagon is characterizing the rear of the cars. We have a high-mounted hexagonal exhaust pipe
because we want to have the look of lightweight and of the direct continuation of the engine. And then absolutely spectacular is the look of the diffuser, the rear of the car. You can then also see inside of the car, when you look through the rear window, looks like an alien. So here we take the external shape into the interior. Feel like a pilot means super low seat position, and you have everything under control with iconic elements. The most important, of course, is the start-stop, that you start like a jet fighter. Then we design here in Centro Stile. We are here in our design center, always absolutely close with our friends and colleagues from Squadra Corse, the race department of Lamborghini. In this case here, the GT3 Temerario is a proud result of this collaboration. For me, Lamborghini is always about design and performance, and this performance, of course, is here at the absolute pinnacle. Here we started to take the design DNA of the Temerario, but of course this car here is created to compete on the highest international level. So therefore here, in terms of design, this is an ambassador of our design DNA. In terms of design, of course, the basic car is the Temerario, so you can recognize from far away with all the ingredients that we have in Lamborghini. So you can see clearly the shark nose, all the design lines of the Temerario. And we have implemented also here hexagonal shapes of the basic car, but they are of course defined with the wind tunnel, to characterize not only the design, but then have here the absolute functionality on those elements. Just to highlight a few, for sure, here is this S-duct air channel. Of course, in a race car, you have all these flicks that are securing the downforce, all the elements. For us, it's important because in the end of the day, maybe here are elements that we could also use in the future on other Lamborghinis. That's why for us, the interplay between the design and the race department is always so important. So on the body side, you can see as well here the long rear muscle characterizing the Temerario GT3 as a mid-engine car, such as the basic car. We have here this hexagonal air intake as the racing car. For sure, here you can also see the large shoulders and the aerodynamical elements. Of course, spectacular is the rear view with this incredible large rear wing. Here, the rear is for sure pure function, but for us as a designer is always pure beauty as well. And I just love, for example, the solution here with the exhaust pipes, with the double round pipes that are surrounded again here with the hexagon. So last but not least, Lamborghini is always about colors. We are offering more than 400 colors. Maximum personalization is has the utmost importance for us. In the case of the GT3 car, we have designed also the livery, of course. We are using here the green, the history color of Lamborghini, of Squadra Corse, in combination with white and red, colors of the Italian flag. And like this, you can see the ambassador, the GT3 car, you can recognize as a Lamborghini from far away, but then also with the colors as a proud Italian product, as a proud Italian racing beast that is driving on the racetrack. So that's my impressions of the design of both cars. Again, we are here in our design center. My favorite sentence is always, we give adrenaline a shape, and how we could do better with such beautiful cars. The street legal Temerario, and here the racing beast ready to rumble. Thank you very much.